2020 дојде на крај, веќе 2021 е на самиот прак и ако некој ни даеше малку видливост во 2020, на крајот на 2019, ќе сакавме сигурно да скокнеме годината како што ги скокаме рекламите на YouTube, кога ќе пуштиме песна и тоа е поради сите лоши моменти кои што сме ги доживеале во 2020 година. Тоа што знаме дека изгубивме луѓе, изгубивме многу работи во оваа година. Но единствено нешто што никогаш знам дека никогаш не можеме да го изгубиме, дека ниедна најлоша година, ниеден најлош случај не може да ни го земе, тоа е надежта која што доаѓа со верата во Исус Христос, надежта дека ние ќе предеме од смрт во живот, надежта дека има нешто поубаво после ова, бидејќи за 2021 кој може да каже дали ќе биде подобра или полоша година? Може ли некој да гарантира дека ќе биде подобра? Или може би некој да тврди да заплашува други дека ќе биде полоша година? Не, никој не го може тоа. И не знаеме каква ќе биде годинава. Но што и да е, дали да е подобра година, ако е подобра за 3 месеци ќе забораваме на сите лоши моменти пред тоа и пак ќе бидеме неблагодарни суштества и нема да оцениме тоа што сме го доживеале како најлошо во 2020 година. Да, бидејќи сме луѓе. Доколку е полоша година, што можеме да направиме тука? Единствено нешто што го знаме дека веќе не знаеме кој е последниот ден на нашиот живот и не знаеме кога е последниот ден овдека на оваа земја, воопшто на ова човештво. Кој може да гарантира веќе било што? Ја изгубивме сигурноста ни избега од раце. Единствено нешто што знаме дека нема веќе уште еден ден кога да дојдеме при Исус. Нема, не чекајте. Не чекај кога не кажуве дека не ми е годинава беше тешка, не успев да размислам, затоа имаше премногу проблеми или оваа недела не ми беше за тоа, па го слушнав Евангелието, ама не успев да размислам доволно за тоа. Не чекај. Не чекај, не знаеме, не го ставај. Зашто некој би си ја ставил вечноста на ризик поради одлагање? Ворете да одлагаш учење за на тест или да одлагаш обврска од работа. Бидејќи тие работи да се поправливи. Но овдека чим заврши овој живот на оваа земја, веќе нема поправање. И да, не знаеме кога ќе биде тој последен ден. Доколку не е колективен ден, второто Исусово доаѓање, може да е индивидуално кај било кој последниот ден од неговиот живот, бидејќи да, веќе луѓе снемува од оваа земја. Не се знае веќе, нема гаранција за тоа. И ова го зборам со болка длабоко од срцето, бидејќи да, ја почувствав ја таа длабока болка годинава. И да, нема повеќе сигурност. Не чекајте кога да дојдете при Исус. Дојдете вечерва паднете на колено, он ве чека уште вечерва, ќе биде со вас. Ќе се всели во вашето срце, Светиот Дух ќе почне да носи жива вода да извера во вашите души. И да, тоа е ветување на кое што легнувам и јас пијам секоја вечер тука. Не чекајте, бидете при Исус, дојдете при Исус што поскоро. И тоа нека биде денеска. Се гледаме. Чао.